Уште едно прашање што е актуелно, врзано со данокот за дивиденди и заштеди во банките, ќе има ли одложување? Ако има, зошто? И во медиумите и во јавноста генерално се шпекулира дека вие сте иницијаторот за тоа, дека имате вие многу капитал во банките за да избегнете плаќање. Сте пресметали ли колку вие требаше да платите од 2020? Видете, значи, некој пат има и невкусни, коментари. Мислам дека прво станува збор за неразбирање на работите. Имаме две категории за кои што се дискутира, значи во јавноста имаше неколку наслови во портали деновиве. Едната работа е оданочување на каматите на депозитите. Тоа е тоа што вие го кажувате, ако имате пари во банка и на тие пари треба да добиете камата и да платите 15% данок на таа камата. Јас апсолутно не сум за одлагање на тоа, да се воведе тој данок. Сега вторе данокот, кој што е на капитални добивки. На капитални добивки е данок доколку имате акции во некоја компанија и работите на берза и во тој случај, значи, сте ги купиле акциите по една цена, сте ги продале по друга цена и на разликата во цена треба да платите 15%. Тоа е данокот на капитална добивка. Тој данок, значи, мислам дека треба да се пролонгира. Зошто? За да се стимулира работењето на берзите, бидејќи нашата берза е млада берза, треба допрва да се развива и сите држави кои што биле во тој сегмент на развој го направиле тоа за да ги развијат берзите и берзанското работење и да ги охрабрат компаниите кои што се друштва со ограничена одговорност да се трансформираат во акционерски друштва, бидејќи тоа е еден од начините како да дојде свеж капитал во тие компании. Јас акционерски друштва немам и немам никаде акции, така да тој мене апсолутно нема да тангира. А кога може да се очекува конечно решение, бидејќи во 2020 да, за некој месец? Ќе се очекува денови, мислам месеци веќе се реши. Така да меѓутоа мислам дека треба овие две работи да се раздвојат. И јас сум за првото, значи депозитите и каматите на депозитите да се даночат, а второто, значи капиталните добивки, да, тоа е тоа што мислам дека треба да се стимулира.